Од туристичките агенции велат дека екот за летување оваа година пак е ставен за блиските странски земји. Цените на аранжманите за особнивно заминување на одмор не се променети и оваа година. Цените за летните туристички дестинации се скоро исти како и минатата година. Нема некоја голема драстична поскапување, можда со 1-2%, што тоа е воопшто ништо. Цените се исти како минатата година. Соседна Грција останува веќе неколку години наназад најбарана дестинација за летување. Интересот на македонците за уплата на летување е голем уште во овој период од годината. Моментално, како и минатите години, така и оваа година најбарана дестинација е нашата соседна Грција, кај што имаме најголем број на понуди, кај што се нудат најголеми попусти. Со оглед на близината, значи можам да кажам дека интересот за таму е најголем. Со оглед на тоа што нудиме early booking попусти до 35%, значи заинтересираноста е доста голема и има доста голем број на уплати со рани резервации со искористување на early booking попустите. Со нормална македонска плата навистина е тешко да се заштеди за одмор, од основна причина што е доволно е тешко месецот за месец да се помине и тековните трошкови да се подмират. Не може секој да си дозволи летен одмор, но сепак повеќето граѓани знаат да се опуштат и да ги искористат понудите на агенциите. Па добро, мислам сега дека моментално ситуацијата налага дека уште сега да уплатиме за одмор. Зависи од распоредот на работа. И мислам дека се достапни сите туристички агенции за да ја уплатиме на нив. Добро, секој може, моментално не може, али цените се достапни за некој дел од граѓаните. Па, секој не може да си дозволи, али одеме некако. Дали мислите дека се скапи понудите? Па, не се баш. Зависи на кое место. Зависи на кое место одеме. Тие што планираат да летуваат, туристичките агенции нудат понуди со попусти и за подалечните дестинации.